Североисточниот регион убедливо е најнеразвиен, а источниот регион се има помрднато од место поради отварањето на универзитетот во Штип, изградбата на автопатот и отварањето на нови фабрики во Тиризоната. Но истражувањата на граѓанскиот сектор покажуваат дека во изминатите 8 години ниту еднаш средствата за рамномерен регионален развој не стигнаа до општините. Тоа се должи на веројатно нереални или планирања или па веројатно кога се прават ребаланси на буџети или потоа кога се прават исплати на средствата, она што било планирано како поголем процент да се издвои за оваа тема преку Министерство за локална самоуправа и Бирото за регионален развој некако исчезнуваат тие пари и на крај се доведува секогаш 0,02, 0,04, 0,05 од БДП, последниве години малку има повеќе. 8 плански региони треба годишно да добиваат барем 90 милиони евра за развој на општините, согласно законската регулатива, а кои треба да се распоредат согласно развиеноста на регионите. Истокот и покрај тоа што има напредок во развиеноста, сепак е на последно место во делот на намалување на жителите. Според официјалните податоци на Заводот за статистика, во источниот регион околу 300 луѓе повеќе умираат отколку што се раѓаат. Постојат едни негативни тенденции, мислам дека најкритична ситуација од сите 8 плански региони е овде, Пелагонискиот исто има многу големо намалување на населението и нешто Вардарскиот, ама во источниот е најдрастична ситуацијата. А тоа се официјални, неофицијално знаете, многу луѓе си отидоа, ама не се пријавуваат како во Завод за статистика и тие податоци не можеме додека нема попис, не можеме да ги знаеме. Поранешниот министер за локална самоуправа Ризван Сулејмани забележа дека градоначалниците и Центарот за развој на источно-планскиот регион се највредните во изнаоѓање на средства за реализација на проекти, но според него во наредниот период треба да продолжи децентрализацијата, а градоначалниците да бидат вистински менаџери. Се повеќе и се уште градоначалниците се лидери, а не менаџери, затоа што така преферираат политичките партии, затоа што преку нивните испостави, преку градоначалниците, они повеќе го контролираат теренот, организацијата, место да дојде до поголема, до израз луѓето со менаџерски капацитети. Центарот за стратегиски истражувања и документација Форум денеска во Штип ги презентираше истражувањата за ефектите од политиката за рамномерен регионален развој, направена од тимот Алијанса за регионален развој.